من والضحى من نور من إنه الله قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد. Прво место во секојна пригода и прилика захвалноста му припади само на Аллах Джелешану, затоа што само Аллах Джелешану е достоен да му се прави фала. Салавату селамот, мирот и спасот нека биде на нашиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, негова фамилија, негови сахаби и следбеници на суннетот до судниот ден. Продолжуваме и вечеров во вториот дерс од првата книга во овај ланец или серијал на предавања кој што го започнавме. Значи вечеров е вториот дерс од оваа книга, три основи на верата. Предходниот дерс спомнавме неколку работи. Значи почнавме само да влегуваме во почетокот на таа книга и спомнавме неколку работи. Иншалла некој да повтори што спомнавме предходниот пат, јани. Ајде Абдулане. Тамам. Значи ова ми го завме само прво, ова се вторите две, што иншалла вечеров ќе ги земаме. Значи второ и трето и четврто, иншалла Абдулкерим, што ќе биде следно? الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Тамам. Бисмилlah, машаллах. Значи како што спомнавме предходниот пат, зедовме или влеговме во тој прв вовед на оваа книга, кој се состои од 4 прописи, 4 меселина. И ние го зедовме првиот пропис, ел-илм. Првиот дел, ел-илм. Што значи тоа ел-илм? Овај спомнавме дека во овај илм влегува да се спознит Аллах, да се спознит пегамберот и да се спознит динот Ислам со докази. Вториот од овие 4 прописи, ел-амелу бихи, да се работат спрема тој илм. Да се работат спрема тоа што сме го научиле. А во овај дел, што го учиме овие 4 прописи, работата спрема овај илм е фарз. Строга наредба. Зошто? Зашто илмот на овие работи се строга наредба. Да се знаат овие работи е строга наредба и да се работа спрема тие работи спадвит строга наредба фарз за секој еден муслиман и муслиманка. Види. Да се работа спрема тоа знаење. Во шеријатот има голема закана за тие што имаат илм, а не работаат спрема тој илм. Шеријатот им се заканува на тие што знаат и не работаат. Вели пегамбер алейхиссалам: لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وعن علمه ماذا عمل بي أو فيه. Во судниот ден нема да се помарнат нозите на Аллаховиот роб се додека не биде прашан за 4 работи, а една од тие 4 работи за своето знаење дали работел спрема него или што работел во однос на тоа негово знаење. Нема да се помарнат нозите на некој од нас се додека не биде прашан за она што го знаел дали работел спрема него. Видим. Овие две нешта, илмот и работата спрема овај илм, се неразделни нешта. Не можат овие да се разделат. Овие се едно со друго одат заедно. Немат корисно знаење ако немат дело. И немат дело, не може да се направи дело без знаење. Види каква закана друга има. Ова многу опасно. Аллаху акбар. Алимот, тој што знае, овде не се мисли само на некој оџата вече. Секој еден муслиман што знае некој пропис од верата, тој е алим, тој го позна тој пропис. И тој влегува во оваа закана. Тој што знае
а не работа спрема својот илм. Слушај каква закана. Тој што знаете, не работа спрема својот илм, ќе биде ставен во џехеннем пред да биде ставен некој што обожавал кипови и идоли. Ќе влези во џехеннем пред да влези некој што обожавал кипови. Тој што знаел и не работел спрема тој илм, доказува хадисот кој пренесува Ебу Хурейра. Аллах Джелешану џехенемот ќе го запали со тројца. Еден од тие тројца, алимот. Тука во овој хадис е, значи, поради неговиот ихлас, ама се разбира дека не работел спрема неговиот илм. Ова е многу страшна и опасна закана за нас, односно ние што позинаме некои прописи и ги нема тоа како дела кај нас. Рекол Фудейл ибн Ияд, рахимахуллах, учениот остануваат џахил, незнајко, во однос на она што го научил, се додека не постапува спрема неговото знаење, односно се додека не го спроведи неговото знаење во дела. И кога ќе почне да постапува спрема неговиот илм, тогаш навистина станува учењак, алим. Тога мој да му се дај епитетот алим, учен, или познавач на некој пропис. Се додека не работа спрема наученето, е џахил. Колку и да имат информации, колку и да собрал вакви информации кај него. Гледај. Првите генерации од селефот, кога заминале да бараат наука, илм, шеријатско знаење кај некој алим, гледале дали неговите зборови се совпаѓаат со неговите дела. И ако неговиот говор, неговиот илм кој го зборувал и кој ги поучувал на другите, се совпаѓал со неговите дела, земале илм од него. Ако неговиот говор на неговиот илм не се совпаѓал со неговите дела, односно го немал илмот во пракса, не земале од него илм знаење. Џаја фи етар, дојде нововено предание, се велит хадисот не е веродостојан, ама селефот го користеле често овај израз. Првите генерации го користеле често овај израз. Мен амиле бима алиме аурефаху Аллаху илме ма лем јалем. Кој постапува спрема она што го знае, Аллах ќе му подари знаење за она што не го знае. Аллах ќе го поучи со илм кој не го позна тој на него. Илмот не се стекнува само со бубајне, со знаење. Има други себепи и причини за да се стекне илмот, една од тие да работаш спрема тоа што го знаеш. Аллах ќе ти даде илмот кај него. Илмот е основа, база. А плодот на тој илм да се работа спрема тој илм. Немој да имат корен, немој да имат база, нешто ако нема тоа плодови. Таа база не е вред. Илмот е база, фундамент, корен. Доказ дека ова е стабилно, дека е тамам, работа спрема тој илм. Дела. Ако немат дела, немат корења. Целта на илмот не е само да се научат, да се набуват, да се знаат како информација. Тоа не сме го разбрале илмот. Илмот се учи за да се постапуваат и работа спрема него. Да се види во нашиот говор, во нашите раци, во нашите движења, во нашиот секојдневен живот. Ако се има ние само за да се научи илм, без да се работа, тој илм нема никаков корист, нема добар ниет кај тој што го учи илмот поради ова нешто. И ваквиот илм, кој се учи само за информации, без да се работат по него и постапуваат, е собирање на докази против тој што го прави тоа нешто. Тој собира докази против него. Знаев ова, ма не правеше. Знаев ова, ма не правеше. Знаев ова, ма не постапуваше така. Секој еден од нас нека погледне во тоа што го учи. Кај себе си, нека се преиспитат. Дали ова го учам за да го работам или за да го имам само како информација. Нека се преиспитат добро, ако има некој ноксан, нека се поправи. Види, зошто? Кој ќе знаат? Прво, кој ќе работат без знаење е како несарани, како кршени. Кој работат без незнаење, без илм, прави дела без илм, е сличен на несара.
кои не работат, а имат илм за тоа, е сличен на евреја. Овие три групи, овие две и третата успешната група, Аллах Джелешану ги споменува во сура Фатиха на крајот. Ихдина сирател мустаким, упатиме по вистинскиот, по правиот пат, сирател ледина анамте алейхим, на патот на оние врз кои ја разлија твојата благодет, гајрил магдуби алейхим, а не по патот на оние кои се разлија омразата и гневот твој врз нив, валаддалин, а не и по оние кои во заблуда скршнаа. Кршаните. Види. Ова не е само за нив. Тој што работат без илм и од овај уммет, макар и во еден пропис ако работат, прави нешто а немат илм, во ова нешто му личи на кршање. Кои имат илм и не работат спрема тој илм и во еден пропис, му личи на евреја. Ова е опасна закана. Ова е страшно. А следбениците на суннето им се совпаѓа нивниот илм и нивните дела во нивните животи. Се совпаѓаат. Аллаху акбар. Како што сме учеле порано, верникот треба да се труди, да се совпадне неговата внатрешност со неговата надворешност, неговиот илм со неговите дела, јавно и тајно. И да биде кога е тајно уште подобар од кога е јавно. Да се работа спрема тој илм, е нешто и да се прави дела, а и некои нешта да се остават. Ова спаѓаат повторно во правење на добри дела. Или ставање во илмот во пракса. Да се остави гибет. Тоа се остава. А ова е дело. Да се остави зина, да се остави камата, тоа не е правење оставање. И ова оставање е едно од тие добри дела или правење на тие добри дела. Ваддавату илейхи ет-талитату, третиот, да се повиквит во него, илейхи. Во кој? Овај дамир или сврзани се врашат ка илмот и ка знаењето. Да се повикат во илмот и да се повикат во тоа работа спрема тој илм. Кога верникот ќе постигне некој илм и работа спрема тој илм, шеријатска обврска му е на него да ги повикат и другите, за и тие да постапат како него, за и тие да научат и да го спроведат тоа во пракса. Ова е шеријатска обврска на секој еден верник. Аллаху акбар. Улемата спомнуваат зошто умметот е дојден во овај степен. И спомнува неколку работи, една од тие работи, слушај, една од тие работи, поради која умметов западна во оваа состојба, е малата доза на давет. Мала доза на давет имат во умметот, мала доза на опомена, на прокорување, на спречување, на ширење на добро, спречување на зло, значи мала е дозата кога почна. И ова зборуваат улемава, слушај, не зборуваат за наше време. Ова зборуваат за тие први генерации, табини и табу табини, после ними. Замисли, зборуваат во ова време дека кога умметот почнал да земви удолница, било ова време една од причините поради која почнал умметот да слабе, немајне доволно доза на повикување на давет. Аллаху акбар. Замисли денеска. Еднош неделно. Често јас зборувам, ја не кажуваме од суннето на пегамбер алейхиссалам. Пегамбер алейхиссалам им зборувал на сахаби секој ден. После сабав специјално е пренесено дека често пегамбер алейхиссалам ги советувал на сахабија. Прашувал што се случува, што има ново, дали умал некоја жена, дали некој нешто, секој ден после сабав. Умметот денеска е еден дрз во неделата и немој да го издржи. И поради ова нешто е ваква состојба. Не е исто човекот да биде да слушни то помена. Не е исто срцето да се разбуди малку и да не се разбуди. Не е исто. Еднош неделно. А ние спомнавме во првиот дрз дека Имам Ахмед кажал, човекот има поголема потреба за илм од јадење и од пиење, зошто со илмот се одржава душата, а со храната и со пиењето се одржува телото. Аллаху акбар, како гледале тие на ова нешто? Како кажав, кога човекот ќе го има ова илм и ќе работа спрема ова илм, шеријатска обврска му е да ги повикат и другите во тоа нешто, во тој хајр кој западнал тој.
Зошто? И повикот во ова илм за овие меселина е важиб, зашто овие прописи сами по себе се важиб. И повикот во важиб е важиб на секој еден муслиман и муслиманка. Кога се работа за некој илм кој е важиб, работата за тој илм е важиб и повикот за него е важиб. Кога се работа за некој илм кој е суннет, делото на тоа дело, работата на тој илм е суннет и повикот е суннет. И некој повик може да биде мекрух, забрана, некој може, не пожелен, некој може да биде харам. Може да биде харам. На кого му е обавеза да повикуваат? Кој е тој што треба да повика? Слушај добро, овдека се прават често некои грешки, некои избунаци. Вака. Има некои 3 шартои што ги поставила улемата кои треба да повикат, кои треба да опоменит. Број 1, да бидит алим, повторно викам не алим, оџа, муфтија, да бидит алим во тој пропис во кој сакат да повикат, да го позинат тој пропис. Во тоа што сакат да повикат. Не да би не знали за се и нове да му незнење да му пренесе. Да го позинат добро, а не. Зошто учиме во ова книга со делили, со доказ? Број 2, да знаат како да повикат. Уд'у иля сабили раббика бил хикмат. И повикувај на патот на Господарот твој со мудрост, со благост. Валеу кунте фаддан гализен лам фадду мин хавлики. Ако беше ти груб, со оними ќе се разбега од кај тебе, а не. Да знаеш како да им придеш. Не да ги понижиш. Не да ги устрамиш. Не, ова не е од дин, бе. Не да се радуваш ако запамнале, може би во куфар, да се радуваш. Yes. Не, зошто да се радуваш? Зошто да се радуваш? Да ги повикаш. Број 3. И да ја познаваш состојбата на тој кој го повикуваш. Да знаеш кога го повикуваш. Зошто ако не ги познаваш некој од овие нешта, ако немаш нешто од овие нешта кај тебе, штетата ќе биде поголема од користот. Знаеш, ќе направиш голем неред. И овде кога се мисли кој да повикуваат, што да повикуваш, не да даваш фетви. Не да кажуваш ова харам, ова халал, ова да даваш фетви. Не, ова му доликуваат на некој што стигнал таму. Тоа што го позинаш од дин, намаз, пост, зекат, хаџ, што знаеш добро, го познаеш со аргументи, повикај ги и другите во тоа нешто. Знаеш за намазот, за 5 намаз, знаеш како се клана намаз, знаеш абдес, кажи им на некој како се прави тоа нешто. Белли уанни валеу аја. И пренесите од мене, макар и еден ајет, вели пегамбер се мене. Да знаеш како да го направиш. А не од друга страна, значи, овдека ние го спречуваме мешањето во тие фетви, во тие давајни прописи, на некој што не ги позина тие нешто што не му е местото. Ама да се повикат во намаз, да се повикат во абдес, тоа што го правиш ти мораш да го позинаш и го позинаш. Ова ти е обврска на тебе. А и од друга страна тие што спречуваат никако никој да не зборува, тоа е голема грешка. Секој еден верник треба да биде повикуваш, да ги повикан на другите, да е повикан неговата фамилија. Вели Аллах џелешану ваъмур ахлака бис-салат вастабир алейха. И нареди им на семејството твое намаз. И не бараме од тебе да се снабдуваш, токму ние те снабдеваме, а за богобозливите кравате добар. Нареди им. Кажи им. Значи одека да го имаме ова на ум. Број 4. Сабру ала еда фихи. Да се прави сабур во тешкотијата на тој пат, на тоа што ќе те снај и што ќе ти се случи во тој пат. Фихи, овдека овај дамир или сврзник, претежно се мисли дека на повик во него, ама овај, ако беше за даветот, ќе беше фиха. Овде фихи се враштат кај илмот. Се враштат кај илмот. Ова нешто се враштат кај илмот, една улема вели се враштат кај илмот, а други вели се враштат кај сиве заедно. Кај илмот, работата спрема тој илм и повикувањето во ова нешто. Кај сиве овие нешта, човекот треба да има сабур, да мој да поднеси да научи шеријатски илм. Ќе гледаме подолу. Треба да прави сабур во спроведување на пракса на тој илм. И треба многу сабур да прави за да ги повика на другите во тоа нешто. Во што да се прави сабур? Во тоа што Аллах џелешану не обврзал да правиме сабур. Сабурот е воздржување, спречување, абстиненција.
стегнување на нефсот, јани. Саборот се прави со јазик, со срце и со екстремитет и со тело. Си во овие три работи треба да се имат контрола, да научиме да ги воздржиме во одредени моменти. Си во овие три нешта. Сабор се прави во сиве три нешта. Имат сабор ваџиб, имат сабор мустахаб. Пофален сабор и ваџиб кој е. Сабор ваџиб во три нешта. Број 1, во послушност, во покорност на Аллах Джелешану, во извршување на неговите наредби. Треба и сабор. Да правиш 5 намази секој ден 90 години сабор. Да правиш хаџ со таква гужва таму, со таков голем народ, сабор. Да постоиш 30 дена сабор. Број 2, сабор во воздржување од забранетите работи. Да се воздржиш треба на многу харами. Да можеш да ги контролираш очите. Да можеш да го контролираш нефсот, јазикот да го контролираш. Да се воздржиш од тие сите харами и забрани. И број 3, сабор во Аллаховиот кадер. Таа одредба која ќе те погоди на тебе. Тоа искушение кој ќе те снајде на тебе, треба да има сабор во ова. Ова е фарз сабор или ваџиб сабор. А што е мустахаб? Мустахаб пофален сабор. Да се клања ноќен намаз, да се пости нафиле пост, да се клања нафиле намаз, да се научи цел Куран на памет. Ова е пофален сабор, мустахаб. А тој другиот е ваџиб. Кој ќе го изврши ова? Кој ќе го изврши ова нешто? Значи, кој ќе ги кај него ќе ги достигне тој работи. И ќе ги повикува на другите луѓе. Тој ја прави работата од пејгамберите. Тој работата, она што го работеле пејгамберите, највозвишената работа во дуња. Аллаху екбер. Највозвишената работа во дуња ја правите. Ова е највозвишеното нешто кој Аллах Джелешану му го дава на некој од неговите робови да прави работа од пејгамберите. Ки има тој веќе него и ги повикува другите луѓе. Од друга страна, како што знаеме, пејгамберите поради ова нивна работа беа ставени во големо искушение, поради ова нивно дело, поради кое го повикуваа на народот во овај пат, нивните народи ги повикуваа во овај пат и беа ставени во големо искушение. Знај дека на кој било начин да застанеш во одбрана на динот, во ширење на динот. На кој било начин да застанеш во одбрана, во ширење на динот, ќе се соочиш со напади како се соочиле пејгамберите. Мора тоа да ти се случи на тебе. Мора тоа да те погоди, тоа е суннетуллах, Аллаховата пракса. Ова беше Аллаховата пракса со неговите неизбрани луѓе пејгамберите. Нивниот народ стана против нив. И вели Аллах Джелешану: وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. Лажни се сметаа секако и пејгамберите пред тебе, па беа трпеливи. Аллаху екбер, беа трпеливи токму во она што беа сметани лажни, а и беа мачени. Ги мачеа на тој пат, се додека не им дојде нашата помош. Се додека не им дојде нашата помош. Беа сметани за лажговци, беа наречени лажговци. Зошто? Гледај. Пегамбер сам кога доби објава во почетокот, неговата жена Хатиџа радијаллаху анха го зеде и го однеса кај еден нејзин роднина, Варака ибн Науфел. Го однеса кај него и му кажа пегамбер алейхиселам што му се случи за пештерата Хира, за Џибрил алейхиселам. Му кажа ова, случкава. Слушај што му рече Варака ибн Науфел. Аллаху екбер, слушај добро. Кога би бил тогаш млад и силен, и кога би бил жив во времето кога твојот народ ќе те прогонува. Рекол пегамбер сам, зар тие ќе ме прогонуваат на мене? Да, рекол. Никој никогаш не дошол со нешто слично на она што си дојден тие, неговиот народ непријателски не го пречека на него и не го прогона. Ниеден, сите народи станае против нивните пејгамбери и ги прогонае поради она со што дојдоа. И вели,
Ако го дочекам тој ден, слушај ова добро, Ани. И ако го дочекам тој ден, ќе ти помогнам со сета сила и моја целосна помош на тебе. Ќе застанам во твоја одбрана. Ова го рече и се пресели после ова барзање, Варака ибн Науфел. Ама рече, не дојде човек. Не дојде некој. Бимаджитте бихи илла уди. Не дојде некој со што си дојден ти, освен неговиот народ да не го прогона. Да не му се спротистави. Само каква можност ни е пружена денеска на нас? Каква можност, види Варака ибн Науфел што барал? Да бит млад, за да застани во одбрана на пегамбарот сам на овај ден. Што ни е пружено денеска нас? Кога цела дујна, сите непријатели кои помеѓу себе не се непријатели, поради овај ден, поради тие што се на овај ден станале пријатели да ги војуваат нојве, сакаат да го згаснат Аллаховото светло не можат да го згаснат. Шанса ни е пружена да го помогнеме овој ден. Шанса голема ни е пружена на нас да даеме малку од нашето време, нашиот живот, нашето богатство во помош на овој ден. Ова е големо мужде за секој еден од нас. Нема поголема можност и шанса и гордост во дујна и во ахирето од ова. Нема валдај. Нема. На кој било начин да се помогне денот. Ова е гордост прво во дујна, во ахирет ептем голема гордост. А зошто ова непријателство луѓето спрема овие луѓе? Затоа што овие им застануваат помеѓу нив и страстите, помеѓу нив и лажните убедувања кои ги имаат. Ги спречуваат од ова нешто. Ги спречуваат од ова. На другите им ги буфтаат маските нивни. Аллах Джелешано му препорача на пегамбар сам. Фасбир кема сабара улул азми мин русул. И стрпи се онака како што се стрпија пред тебе тие кои беа избрани, кои беа улул азми мин русул. Тие почестени пегамбари. Стрпи се како се стрпија тие. И јас викам да се стрпиме, брајчани. Да правиме сабур на овај пат. И покрај све што е станато на тие што се на овај пат. Wa kulubuhum shatta velid Allah. Tahsebuhum jami'an wa kulubuhum shatta. Ги сметате заедно, ама нивните срца се разединати. Тие се заедно само поради динот и тие што се на динот. Гле. Пегамбар сам беше раскарварен. Во Таиф, во Мекка, ја бришеше неговата крв од неговото лице и велеше: "Ја Аллах, опрости му на мојот народ, тие не знаат." Рахметен лил алемин, како милост за сите светови. Ја бришеше крвта, Аллах опрости му, не знаат тие. Види. Ќе продолжам повторно, само малку ќе застанам во контекст на ова нешто. Слушај добро. Војната помеѓу вистината и невестината е од секогаш и за секогаш. Од почеток на стварање на Адем алейхиселам до судниот ден, војната помеѓу хакот и батилот нема да престани, помеѓу вистината и невистината нема никогаш да престани. Слушај, вистината имат своји помагачи. Невистината имат своји помагачи. Помеѓу нив, помеѓу овие две нешта нема трето. Или си помагач на вистината, или си помагач на невистината. Директно или индиректно. Нема трето. Нема да јас сум неутрален. Твоите нози каде ќе застанат кажуваат за тоа која група си ја избрал. Треба да избереш на чија страна ќе застанеш. На доброто или на лошото. Потврдено е дека историјата се повторуваат. Улогите се исти, актерите се различни. Затоа избери која улога ќе имаш во твојот живот. Во која улога ќе застанеш. Ако застанеш во улогата на помагање на овај ден на вистината, ова ќе биде гордост за тебе во дујна и во ахирет. Знај дека во секое едно време има некој Фираун, некој Карун, некој Ебу Лехеб, некој Ебу Джехел. Во секое едно време, во секој еден народ има некој од овие Фираун, Ебу Джехел, Ебу Лехеб, Карун. Како? Вели пегамбар сам кога го виде
Ебу Джехел во битка на Бедр мртов. И рече, што рече? Ова е фираунов на овој уммет. Аллаху екбар. Ова има таа улога. И денеска имат вакви. Ти што си на вистината, што ја помагаш, шириш вистината, знај дека морат да имат некој од овие актери што ќе те нападнат на тебе, ќе работаат против тебе, ќе зборуваат против тебе. Зошто? Ова е Аллахова пракса. Вели Аллах џеле шану: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. И вели Аллах џеле шану: И ете така ние за секој еден пејгамбер направивме непријатели, шејтани, луѓе и џиној, кои едни со други се воодушевуваат со лажно разубавување на зборови. Си шептат едни со други. Луѓе шејтани, велите Ибн Тајмија, луѓе што имаат својства од шејтани и џиној. Аллах направи непријатели да му застанат на овие што ќе работаат за овој дин. Ебу Лехеб беше ажу на пегамбер алейхиссалам кога одеше во пазари, кога имаше тој хач на тие мушници, одеше од шатор до шатор и им правеше даве, а Ебу Лехеб одеше позади него и им велеше на овие на кои им правеше пегамбер алейхиссалам даве: немој да го слушате. Јас сум негов аџо, ја го знам добро, немој да го слушате. Тој разединува син од татко, татко од син, син од мајка, мајка од син. Ја го знам, внук ми е мене. Имаш денеска вакви што играат оваа улога. Нема цел ден никаква работа освен да ги одвраќат на луѓето од верниците. Нема друга никаква работа освен ако види некој дека направи лайк на некој дрс, на некој оџа, му се ова немој да му правиш лайк на него. Ја го знам него. А мој беше Ебу Лехеб. Мој беше ажу на пегамбер алейхиссалам. Мој беше дека го знам на него. Вакви Ебу Лехеби има многу. Одат позади стапалките на верниците и ги оттргнуваат на луѓето од верниците. Сакат да ги разединат на верниците и кажуваат: многу би ни било мило кога еве би се растуриле. Аллах да ги растури на ними, да завршат како Ебу Лехеб. Туфейл ибн Амар ад-Дауси, Туфейл ибн Амар ад-Дауси беше еден главен на едно кабиле Даус. И кога научија мушриците во Мека дека доаѓаат да правит умра, го пречекаа уште пред Мека. Ебу Лехеб со негова банда. Му рекла: слушај, во Мека се појави еден младиш, од наша фамилија, внук, ние го знаеме, од ке нас е. Ги разединува сите. Немој да го слушате. Се вели дури му понудија тие памбуци, а тој кажува дека ставил котон, памбук в уши, за да не го слуша на пегамбер. Немој да го слушаш. Немој да слушаш негови дерсови, немој да правиш лайк на негови дерсови. Туфейл ибн Амар ад-Дауси стави котон во уши. Отиде во Каба, влезе внатре, почна да прави таваф. И вели Туфейл: го видов на Мухамед салаллаху, не го знаел. Го видов и го познав по негово лице дека е тој. Аллах. И вели читаше Куран. И пегамбер сам го виде и го зголемуваше неговиот глас за да го слуша. Това ова имаше памбуци во уши. Аллах. И рече: јас сум шаир, јас сум поет, знам што е поезија. Рече: да ги извадам, рече, јас сум паметен, да ги извадам овие памбуци, да видам што кажи. Ги изваде памбуците, слушна Куран. Само што слушна Куран, додека пегамбер само рече: ла илаха илlallah Мухаммедур Расулуллах. И беше себе, се врати во негово племе и цело негово кабиле прима ислам. Некојаш ничего да имаме општено за ова. Извадете ги тие памбуците од во ушите. Немој да слушате секој ваков лажливец, кој прави потвора, кој прави непријателство за верниците, ама ова им се враќат во нивниот врат. Елхамдулилlah. Види, секој еден верник треба да знае дека немој да биде поштеден од јазиците на овие, сплеткароши на овие актери. Не можеш да бидеш поштеден. Зошто? Пејгамбер алейхиселам не беше поштеден. Пејгамбер сам го вика Еламин, поверлив, доверлив, му ставаа злато и сребро во чување. Само од моментот кога почна да прави давет, почна за него да зборуваат: ти си мајџоничар, ти си песник, ти си ова, најлошите имиња. Пејгамбер сам не беше Аллах не е поштеден од овие луѓе.
Аллах не е поштеден од нивните јазици. Инна Аллахе thalithu thalatha. Аллах е еден од тројца, рекоа. Аллахова, евреи рекоа, Аллаховата рака е стегната. Аллаху акбар. Не можеш да бидеш поштеден од јазиците на овие, не се секирај. Не се секирај. Зошто? Задоволството на луѓето е цел која не се постигнува. Не можеш да ја постигнеш да ги задоволиш на луѓето. А задоволството на Аллах е цел која не се напуштат, која не се остава. Верникот треба во секоја состојба да го задоволи само на Аллах. Нека твоите постапки бидат изградени врз цврсти, исправни принципи и убедување на динот, а не врз мислење на народот. Врз мислењето на другите. Нека бидат изградени вака и не се секирај. Не ти е наредено да им задоволиш и удоволиш на луѓето. Наредено ти е да го задоволиш на Аллах џелешану. Секоја една твоја постапка, твој гест да гледаш Аллах да биде задоволен. Нека тие лоши јазици не ти ја намалат твојата амбиција, твоето правење на хајр, твоето напредување, дури иако тоа доаѓа од некој блиску до тебе. Дури иако не ти е непријател, ако сакат да те спречит во твоето напредување, немој да му бидеш послушен на него. Имало едно талебе. Ќе ги спомниме што учело кај еден алим од селев, ќе ги спомниме на крајот нивниве две големи имиња, познати од селев. Имало едно талебе, учело кај еден од селев кој воедно му бил и дајџо. Дајџ. Учело кај него талебул илм, ова бил голем од улема. Поминало месец, 2 година, 2 години, му рекол неговиот дајче, валлахи, рекол, тебе не те биват за ова. Не те биват тебе за ова. Талебето заминало од кај него и продолжило да учи илм. Постанало еден од големите алими, еден ден кога предавал дерс имало многу присутни. Многу присутни. И рекол, ако беше жив мојот дајџо денеска и да ме видеше во оваа состојба, ќе требаше да прави искуп да се искупи за неговата заклетва. Зашто ќе валлахи не те бидува мореше. Ќе требаше да прави искуп за неговата заклетва. Овие се често зборови кои ги слушаме од устите на тие број еден што не ни сакаат добро. Ова талебево што учеше кај неговиот дајче беше Имам Тахавија. Акида е Тахавија што е напишано. Замисли. А неговиот дајџо беше Имам Ел-Мазени, најдобриот ученик на Имам Шафија. И ова не му било прешка на него да продолжи, да се надградуват, да напредуват во неговиот илм. Иако ова дошло од негов близок, не со лоша намера. А замисли од тие што ни кажуваат на нас со лоша намера, што сакаат да се откажиме од тоа нешто. Никако. Гледај. Слушај, ова дефиниција клаја во джеп. Омалуважувањето од луѓето спрема тебе не ја намалува твојата вистинска вредност. Колку и да те омалуважуваат, колку и да кажуваат за тебе ниски зборови, не можат да ти ја намалат твојата вредност. Никако ја не. Не можат ја не. Зошто? Возвишеноста и пониженоста се во раците од Аллах. Не може да ти намалат тебе. Калу семијана фетен једокуруhum јукалу леху Ибрахим. Рекоа, слушнавме за едно момче кое го споменуваат, го викаат Ибрахим. Ова кога ги искарчи Ибрахим алейхиссалам киповите. Неговиот народ, слушнавме за едно момче. Фетан, момчуле. Слушнавме едно момче како го викаат Ибрахим. Ибрахим алейхиссалам ке неговиот народ беше момче. Детуле, по наше детуле. А што вика Аллах џелешану? Инне Ибрахиме кане умметен. Ибрахим алейхиссалам беше уммет. Не момче, уммет. Аллах џелешану за Ибрахим алейхиссалам ги промена законите на свемирот. Ја нару куни берден ва селамен ала Ибрахим. О оган биди ладен и спасоносен за Ибрахим алейхиссалам. Затоа немој да бараш твојата вредност кај луѓето. Твојата вредност бара да ја добиеш и постигнеш кај Аллах џелешану. Таа е твојата права вредност.
Вредноста твоја кај луѓето не значи ништо дали имаш вредност или немаш вредност. Твојата права вредност е онаа вредност која имаш кај Аллах Джелешану. И на овој начин треба да ги гледаме овие нешта, да им придиме на овие нешта специјално во ова турбулентно време во кое живееме. Кога многу застанале во напад на овој дин, да застанеме ние во одбрана на овој дин, да земаме таква улога да го браниме овој дин. Ова е понос за нас во дујна и во ахирет. Продолжуваме напред и шейхот продолжуваат кога спомнавме четврто сабрун ала еда фи, спомнавме да се прави сабор во тешкотијата која ќе не погоди на тој пат. И продолжуваат вад делилу каулуху таала, и доказ за овие 4 прописи што ги спомнавме дека се фарз. Кој е доказот за овие дека се фарз? Кој е доказот за овие дека се фарз? Вели, доказот за овие дека се фарз е сурату Ал-Аср. Вели Аллах Джелешану вал аср, жими времето. Аллах Джелешану се колнит во времето. Аллах Джелешану се колнит во она што тој сакат. Аллах Джелешану се колнит во неговите створенија. На инсанот не му е дозволено да се колнит во створенијата, му е дозволено да се колнит само во Аллах Джелешану и наредено му е да се колнит само во Аллах Джелешану. А Аллах Джелешану се колнит во тој што сакат. И кога Аллах Джелешану се заколнит во нешто од неговите створенија, тоа е доказ за неговата вредност, дека тоа нешто има вредност. Жими зората, жими 10 ноќи, жими утрото, жими времето во овај ајет. Аллах Джелешану се колнит во овие створенја, затоа што тие имаат вредност кај Аллах Джелешану. Ибн Аббас вели аср, вал аср е еден сат од денот. Значи прави мал тефсир. Вал аср е еден сат од денот. Хасан ел Басри вели вал аср значи после полден до ахшам, до пред да зајди сонцето. Ова е тоа време во кое се колнит Аллах. Катаде последниот сат од денот. Се кажуваат дека вал аср би значело и колнење во времето во кое живееше пегамбер алейхи селам поради вредноста на тоа време, поради посланството што беше во тоа време. Едно од најисправните мислења е дека вал аср е воопшто времето во кое спаѓаат и сиве овие нешто што ги спомнавме досега. Жими времето. Дахр, времето целани. Како одговор на ова колнење од Аллах Джелешану, велит вал аср иннал инсана лефи хуср. Навистина човекот е во пропаст. Зошто Аллах Джелешану се колнит? Навистина човекот е во пропаст. Кој човек? Сите луѓе. Муслимани, немуслимани. Све што живеат е во пропаст. Пропаст, што значи? Во тефсир дошло пропаст, уништување, губење, казна, штета. Сите луѓе до еден. Ибн Џаузи велит за ова, ако човекот не го употреби неговиот живот, неговата душа во она што му носи трајна добивка, тогаш е во загуба. Зошто двата најголеми намети се нефсот, душата и животот, времето. Ако не се употребат во добро, човекот се уништил. И оваа сура започнува со 3 потврди од Аллах Джелешану. 3 колнења од Аллах Джелешану. 3 потврди дека навистина човекот е во пропаст, во уништување, во губење. Освен со исклучок на. Со исклучок на. Овде илля ледина, освен илля ледина амену. Освен оние кои веруваат. Број 1. Оние кои веруваат. Веруваат со нивното срце, со нивниот говор, со нивниот јазик, работа со нивните делови, од нивното тело. Иманот е илм и дело. Тие што се опишани со илм, со иман, прво се опишани со илм, а потоа со дело. Ова е неразделно нешто на иманот. Неразделно нешто на иманот е илмот и делото. Немој без ова. Со овој првиот дел илля ледина амен, освен тие што веруваат, се потврдува тој првиот илм што го учевме првото меселе, да се спозни Аллах, да се спозни пегамберот, да се спозни динот. Зошто илмот е рук на иманот. Немој да имат илм, немој да имат иман без знаење, без илм. Немој да имат. Немој човекот да имат иман ако нема знаење.
Тие што веруваат во што? Во Аллах, во пекамберите, во мелеките, во книгите, во судниот ден, во кадарот. Или ледина амену амилу салихат, и прават добри дела. Секое дело кое шеријатот го признал како добро дело јавно, тајно, фарз, суннет. Секое едно вакво дело го прават. Значи, секое дело влегуваат во овие добри дела. И од овдека се гледа дека делото е после илмот и делото се поврзани неразделно со иманот. Немој да се разделат овие две нешта. Иманот и делото. Илмот и иманот. Сиве овие три одат заедно. Неразделни се. Зошто илмот пред делото? Зошто делото е плод на илмот, како темел, делата како зграда. Ако нема темел, нема ни зграда. Зошто илм? Мен амиле амелен лейсе алейхи емруна фехува раддун. И кој ќе направи дело кое не е во согласност со нашата вера, кое не му е наредено на него, ќе му биде отфрлено. Значи верникот мора да знае за тоа дело што го прави, дали имат подлога во шеријатов за тоа дело. Немој да го прави по своје мислење. Зошто делото е неразделно од иманот, немој да се оделите. Немој. Како што спомнавме во претходните дерсови, некои го делат делото од иманот различно, ова различно. Не, овие се неразделни нешта. Ако имат иман, морат да имат дела. Морат да имат дела. Морат. Иманот, што е кехли суннет? Иманот е говор со јазик, верување со срце, говор со јазик, дела со тело, со екстремитети. Ако едно од овие фали, немат иман. Ако едно од овие фали, немат иман. Ватавасау бил хак, и кои препорачуваат едни на други вистина. Кои препорачуваат едни на други вистина. Ова е давет. Препорачуваат хак. Хак што значи? Во тефсир дошло Куран, теухид, следење на пегамбар алейхиссалам. Едно заедничко, се она со што е доден пегамбар алейхиссалам од иман и од добри дела. Ова е препорачуваат хак, вистина. Дали препорачувањето на вистината е добро дело? Да. А зошто е тогаш овдека повторно спомнато? Прво спомнавме прават добри дела и препорачуваат вистина, значи прават давет. Зошто? Поради неговата вредност, неговиот степен, неговата почест на правењето на даве, на препорачувањето на вистина едни на други. Зашто ова е почест. Ова е нешто големо. За да му се посвети големо внимание и грижа на овој дел. Зашто ова е дело, да повикуваш некој во хак, препорачаш на некој во хак, ова е добро дело. Пред тоа спомнавме, уамилу салихат, ватавасау бил хак, прават добри дела и препорачуваат хак едни на други. Ова е добро дело, ама зашто е спомнато повторно ова добро дело? Поради неговата вредност, неговиот степен, неговата светост. Зашто ова е нешто големо. Ватавасау бис сабар, и препорачуваат едни на други трпеливост. И во едниот случај, во другиот препорачуваат ватавасау би, и едни на други, и тие ними и тие неми, секој на секого. Секој на секого препорачуваат вистина хак и препорачуваат сабур. Сабур, како што спомнавме, сабур во извршување на Аллаховите наредби, во избегнување на Аллаховите забрани, и сабур во поднесување на Аллаховиот кадар, тоа што ќе не погоди на нас. Значи, нема спас за инсанот, освен ако не се окити со овие 4 особини. Нема спас. Зашто Аллах кажа дека сите луѓе се во пропаст. Сите. До еден. Освен овие кои ќе се окитат со овие 4 добри својства, особини, прописи од верата кои ќе ги имаат кај нив, имаат илм за верата, работат спрема тој илм, повикуваат на тој илм и на тој дела и прават сабур на све што ќе ги снајд во постигнување на овие 4 нешта. Дел вака. Ибн Каим вели, кој не го војува неговиот нефс, не може да го војува неговиот непријател. Кој не научи да се војува себе си, немој да го војува на непријателот. Кој немој да се старпи со скротување на неговиот нефс, немој да ги војува непријателите. И вели Ибн Каим,
Војувањето на нефсот има 4 степени, кои го потврдуваат ова илм што го спомнавме досега. Да се војува нефсот во учење на вистината на динот, во постигнување на овај илм во кој без кој илм немат радост во дуња и во ахирет. Ова учење имат потреба од джихад на својот нефс, од пожртвованост, од скротување на твојот нефс во постигнување на овај илм. Број 1. Број 2. Да се бори со својата душа за да постапува спрема тој илм. Број 2. Мораш да се бориш. Сега треба това, сега треба намаз, сега треба Рамазан, сега треба да не зборуваш, сега треба да не правиш гибет, сега треба това да се воздржиш. Број 2. Број 3. Да се бори со душата во повикување на тој илм и на тие дела на другите луѓе. Број 4. Да се бори со својата душа, да биде трпелива во тешкотијата на повикувањето кон Аллах и во трпење на штетите и вознемирувањето од створенијата. Број 4. Вели, ако ги исполнит овие 4 степени, постануваат од посветените, блиските робови на Аллах. Ова е нешто големо. Ова е нешто возвишено, браќа. Нешто кое не може да се опише со зборови. Постануваат од посветените, од блиските робови на Аллах. И рекол: وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه سورة لكفتهم. Вели Шафи рахимахуллах, и ако Аллах џеле шану не им пратеше некој доказ на створенијата освен ова сура, ќе беше доволно за ними. Вал аср, ако му го пратеше само, ќе беше доволно. Вели, се мисли ова доволно за упатство, за хидает, а не за целиот шеријат. Не за целиот шеријат. Ќе беше доволно за човекот да биде упатен, да мој да се упати. Доволно ќе беше. Секој кој сака спас и успех во дуња и во ахирет, нека се труди да се окити со овие 4 особини. И вели продолжуваат: وقال البخاري رحمه الله تعالى: الباب العلم قبل قول والعمل. И вели Бухари رحمه الله تعالى во неговите книги во Бухари, вели поглавје знаењето пред говорот и пред делата. Аллах. Број 1. Знаењето пред говорот и пред делата. Нема дело и говор исправни да бидат освен со исправен илм. Немој да бидат исправни ако немат исправен илм. Доказ за ова, вели доказ за ова: фа'алам аннаху ла илаха иллаллах вастагфир ли ذنبик. И знај дека Аллах џеле шану е еден, дека Аллах само Господар. И барај прошка за твоите гревови, барај опрост за твоите гревови. Ова дело. Број 1. Фа'алам, знај. А вака. Фа'алам, знај ја Мухаммед. Така во тефсир. Знај ја Мухаммед, ова наредба е воедно и наредба за целиот уммет. Ова е наредба за целиот уммет. Сте што му е наредено на Мухаммед салаллаху алейхи ва селем и му е наредено на овај уммет, освен ако не е дојден доказ дека таа наредба е само за Расулуллах салаллаху алейхи ва селем, тогаш е само за него. А секоја една наредба која е дојдена и за целиот уммет. Фа'алам аннаху ла илаха иллаллах, илм, знај. Број 1. Истигфар, дело, после дело, после говор, естагфируллах и дело, после ова. Број 1 ова. Беше прашан Суфјан ибн Уейне за вредноста на илмот и рече: зарем не сте го слушнале ајетот фа'алам аннаху ла илаха иллаллах вастагфир ли ذنبик? Зарем не сте го слушнале ова ајет? Велит, Аллах го ставил илмот пред секое едно дело, не само тоа, него ниедно дело не е исправно ако не се имат исправен илм. Ниедно дело не. Овдека е спомнато. Во оваа ајет се споменува најголемиот, највозвишениот илм што постојува, тоа е илмот на таухидот. Фа'алам аннаху ла илаха иллаллах. Знај дека само Аллах е еден. Знај дека само Аллах е заслужен да му се прави ибадет. Знај дека само Аллах е Господар. Знај дека само Аллах е створител. Ова е највозвишениот илм, таухидот. Овај шехадет треба да биде поттикнат и подкрепен со илм. Овај шехадет треба да биде поттикнат и подкрепен со илм за тоа сведоштво што се сведочи. Вели Аллах џелешану: илла мен шахида бил хакки ва хум ја'ламун. Освен онај кој ќе посведочи,
а оние знаат. Вели Аллах Джелешану, муфесирите кажуваат, посведочи со шехадет и го знаат значењето на тоа што ќе го посведочите. Знај дека овај шехадет се темели на два рукнови, нефи вал ithbat, негирајне и потврдувајне. Не може да се каже некој дека го има овај шехадет, освен ако не научил што треба да се негира и го негира тоа. Што треба да се потврди и го потврди тоа нешто. Му кажале на Хасан ел Басри, нели онај кој ќе каже шехадет ќе влезе во џеннетот, рекол, онај што ќе ги исполни неговото право и неговата обврска, она што е задолжително, значи неговите шартови. Кои се неговите шартови? Кои се шартовите на овај шехадет? Ел илм прво. Да го знае значењето на шехадетот, што е спротивно на незнаење. Ел јакин, цврсто уверувајне, да нема никаков сомнеж во тоа ни. Ел кубул, прифајчење, да го прифати со срце и јазик, без одбивање на наредба ни. Ел инкијат, покорност, да му се покори на она што го бара шехадетот. Ел сидк, вистинитост, вистинолюбие, да го изговори искрено, а не лажно. Ел ихлас, искрено кон Аллах да го прави, тоа само за Аллах, без ширк и без претварање, рија. Ел махаббе, да го сакам на Аллах и на пратеникот негов и она што го подразбира шехадетот. Ел куфру бима ю'беду мин дунилlah, да го негира на се она што се обожава покрај Аллах. Све да негира, да прави куфар во све што се обожава освен Аллах Джелешану. И нема дело без ниет, а не може ниет да имат исправен ако нема знаење. Ниет без знаење не може. Дело без илм не може. Колку рекати правиш ниет, што да кланаш? Полден и киндија. Полден има 4, киндија има 4. Што ги разликува тој две? Ниетот. За ова треба илм, јани. Изборувавме за ова и постигнувањето и вредноста на ова илм во првиот дерс. Ова е нешто возвишено и големо на тој што се труди да го подобри и зголеми неговиот илм. Имат голема вредност како дошло кој ќе тргне по патот барајќи знаење, Аллах ќе му го олесни патот кон џеннет. Навистина мелеките ги спуштаат своите крила од задоволство кон барашите на знаење поради она што го обараат. Навистина за ученикот, тој што бара знаење, прават истигфар сите створенија и рибите во водите и китовите во водите. Разликата помеѓу учениот и побожниот е како разликата кога е полна месечина во односот на другите звезди. Учените се наследници на пејкамберите, а пејкамберите не оставиле во наследство ни динари, ни дирхами, оставиле илм. И кој ќе го земат ова илм, зел нешто големо, обилно, нешто големо. Аллах Джелешану да не направи тоа тие кои ќе се окитиме во нашите животи со овие 4 прописи, да ги научиме, да ги спроведиме во пракса, да ги повикаме и другите луѓе и да правиме сабор на она што ќе не погоди во поднесување на ова постигнување во овие 4 прописи. Субханакаллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк.